Се множат реконструираните и асфалтирани улици во градот. На овој начин во голема мерка се зголемува безбедноста на возачите и пешаците, кои во изминатите години повеќе трошеа по резервни делови за автомобилите, отколку за гориво. Улицата Сремски фронт е една од поголемите и најфреквентни сообраќајници која се протега во должина од 2 километри и поврзува неколку населби. За неа од локалниот буџет се издвоени над 4 милиони денари. Оваа улица е направена навистина многу квалитетно и направена за многу ефтини пари. Значи инвестицијата некаде околу 70.000 евра. Ја градеше компанија од Косово и ја направија за 4 дена, 2 дена гребање на асфалтот и 2 дена асфалтирање. Дебелината на асфалтата маса е некаде од 4 см до 10 см и мора да кажам дека е направена по највисоки стандарди и верувам дека ќе трае повеќе од 20 години. Задоволство од асфалтирањето на улицата и кај жителите. Сега благодарение на градоначалникот Захариев, конечно дојдовме една улица која нема ниту една дупка и може безбедно да се движат и пешаците и возачите. Значи да не избегнуваат од дупките па да налетат на некој од пешаците, така да сега слободно можеме да се движиме и многу побрзо и многу побезбедно. На денешната свеченост пред присутните многобројни граѓани, градоначалникот најави дека до крајот на годината нема да остане неасфалтирана улица во градот, а улици и пристапни патишта ќе има и до селата. Овде не застануваме. Во населбата Дудла ќе асфалтираме и Драѓи Крупишки, која исто така многу деградирана како улица, и во населбата Баби, централната улица, тоа е улицата Лески. Секако дека во овој дел деновиве, најверојатно задутре или утре ќе почне асфалтирањето на улицата Сутјеска од училиштето Гоце Делчев до улицата Ивола Рибар, како и улицата Радански пат, од улица Панче Караѓозов, па се доле до према зградите на улица Сутјеска. Да истакнам дека денеска веќе се завршува гребањето на улицата Булевар ЈНА, таа е во населбата 8 ноември, централна улица. Се надевам дека понеделник, вторник таа ќе биде целосно завршена и населба 8 ноември можеме да заклучиме дека се сите скоро улици репарирани и реставрирани. Преку Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и поддршката од владата, ова година ќе ги завршиме патиштата до Долно Трогрици, ќе го поврзаме со село Врсаково и Судик, потоа ќе се заврши пат до село Сувогрла, ќе се заврши делот водолани од трафостаницата до Црквата горе и ќе се завршат улиците во село Врсаково и во село Селце. Во изградбата на улици и тротоари, општина Штип годинава ќе издвои 1.400.000 евра.